Бербата на грозието почна, но некои сорти, како смедеревката, ќе бидат зрели кон средината или крајот на септември. Тоа е доволно време за болестите да го наплатат данокот и да го уштедат трудот кај лозарите. Експертите велат дека производителите мора да бидат предпазливи од пепелница, но и од гниење. Не се случи тоа, значи да не е во септември, кога би времето ќе е поладно, кога ќе има повеќе дош, обично се среќава повеќе дош, да не ви изгние целото грозје без пред бербата. Мој совет, моја препорака е да се употребат фунгициди на база на потрицидно дество, кои што ќе вршат созбивање на гниењето, значи ботритис. Исто така може да ставите и некое ѓубриво кој што ќе го стимулира создавањето на шеќерот, односно ќе го зголеми и шеќерноста на самото зрно, односно ќе дојде и до блажина и поголеми малигни единици на самите гроздаци. Ивановски додава дека градинарите кои на своите ниви одгледуваат пиперка мора да употребуваат заштита за своето производство. Што се однесува пак за пиперот, затоа што голем број на земјоделски производители имаат и пипер не само во фолиите, него и на отворено. Кај двата вида на пипер, значи без разлика дали се одгледуваат во фолии, заштитени простори или надвор, треба да се обрани внимание сега опасност има пред се од појавата на совиците, односно на црвците, гасениците, потоа од појавата на лисната вошка, кој што народ го знае благо, затоа што сега кој е топло го напушта благо, и нормално од појава на бактериоза, особено на отворено, затоа што се навестува дека еве во четврток повторно може да дојде до еднодневно дестабилизирање на времето, кој што ќе доведе до нарушувањето на времето и можеби дожд. Тука после тоа треба да се интервенира со употреба на комбинирани инсектициди и фунгициди на база на бакар и во зависност што сакате да созбиете, дали црвците, односно совиците и така натаму, или листната вошка и комбинирани два или повеќе видови на инсектициди. Во јулските поплави кои го зафатија Струмичко, проценетата штета изнесува скоро половина милион евра од вкупно оштетените над 100 хектари. Најголемиот дел или 62 хектари беа засадени со индустријска пиперка. Затоа и во следниот период земјоделците мора да внимаваат и да го заштитат родот, децидни се експертите.